Ние продолжуваме на темата во студиото. Ќе го поздравам мојот гостин Јорданчо Јосифов од Сдруженијето за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства Палиум. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Многу од луѓето кои што можеби не се соочиле со ваков проблем и не знаат точно што значи палијативна нега на пациенти. Затоа убава можност еви преку претходните прилози линковско вклучување, но и сето тоа што ќе го говориме ние денес, да дадеме еден поточен осврт и да знаат луѓето за што всушност станува збор. Но ајде за влез во разговорот би сакала да објасниме малку повеќе за Сдруженијето за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства Палиум, што точно работи. Јас знам дека постоите 4 години, а веќе 4 месеци и функционира и отворената линија за поддршка. Линијата функционира 4 месеци, станува збор за линија за поддршка на палијативните пациенти и нивните семејства. Потребата се наметна сама од себе со нашето секојдневно работење со нашите пациенти, со нашите сограѓани, кои што имаат потреба од палијативен третман и палијативниот третман и во пракса и во литературата се кажува дека може да се, освен во институционален тип, може да се спроведува и во домашни услови. Линијата е наменета за наши сограѓани кои што имаат потреба од палијативен третман. Палијативниот третман е онаа состојба од болеста кога веќе лекувањето е завршено. Кога нема што да лечиме, едноставно исходот е веќе извесен, но останува период од животот кој што пациентот го поминува најчесто или во домашни услови или во институција, но каде што поддршката, помошта, емпатијата од семејството и така како е потребна, но исто така и од општеството. Овој дел за од општеството, заедно со останатите чинители, како што се сите институции, така и нашата невладина, се трудиме преку низа активности да го олесниме тој палијативен третман, дали тоа ќе биде со помош и поддршка со помош на ортопедски помагала кои што им се неопходни во оваа фаза од нивниот живот, дали ќе биде со функционирањето на линијата. Линијата, да речеме, е многу добра бидејќи нуди психосоцијална поддршка, нуди здравствени совети за нега во домашни услови и нуди една општа поддршка во смисла на помош за остварување на некои од правата од областа на социјалната заштита. Така да сите овие сегменти кои ќе ги задоволиме, ние навистина одговараме на прашањето, односно даваме еден целисходен одговор зошто постои линијата и за кого е наменета. Сега може би клучното прашање зошто линија за поддршка на палијативните пациенти и нивните семејства, и многу логичен и одговорот дека покрај пациентите кои што се соочуваат со здравствени проблеми или се пред крајот на својот живот, овде директно се вклучени и нивните семејства. Баш така. Човекот е социјално битие. Сите оние пациенти кои што се наоѓаат во фаза на палијативен третман исто така имаат и семејства и најчесто тие се први на ударот, односно онаа прва борбена линија која што треба соодветно да одговори. Ние како линија за поддршка, зашто ја оформивме линијата и зашто ја пуштивме во функција, за да можат на едно место со едно телефонско јавување да ги добијат сите потребни информации околу палијативниот третман. Веќе спомнав, значи добиваат психосоцијална поддршка каде што разговараат со нашиот психолог и социјален работник, добиваат поддршка околу негата, оние основни работи кои што може да ги пружат во домашни услови, значи не станува збор за медицински интервенции, веднаш се оградиме и на крајот нудиме поддршка со овозможување, односно упатување за остварување на некои права од областа на социјалната заштита. Кога сето ова ќе го ставите во една организирана форма да знаат, например, дека од 12 до 16 часот секој ден со вртање на телефонските броеви 070 404 656 и 657 го добиваат операторот од другата страна од линијата за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства, кој што мора да нагласам се реализира благодарение на фондацијата доктор Верица Механџиска и Зегин, имаат можност да добијат одговор на сите своји прашања и ние затоа постоиме, се трудиме да им го лесниме тој палијативен третман кој што се спроведува во домашни услови. Сега кога го поставуваме прашањето што им нудите на луѓето кои ќе се јават на линијата за поддршка, за мене поважно е прашањето со кои проблеми се соочуваат овие луѓе и зашто ве прашуваат?
Палиативниот третман е доста комплексна состојба на која што луѓето доколку немаат претходно знаење, исто така нели и да имаат, едноставно се наоѓаат во една состојба на шок, на збунетост, на непознавање на како функционира системот. Значи најпрво имаат од моментот на дознавање на дијагнозата се поставуваат 1000 прашања. Како да помогнам на својот близок, со што да помогнам. Сето тоа сите овие прашања си ги поставуваат и на нашите оператори. Што сакам да кажам, значи имаат потреба конкретно од ортопедски помагала кои што може да се користат во домашни услови и да го олеснат самиот палиативен третман. Голем е бројот на луѓе кои што не ја знаат постапката за остварување некој од правата од областа на социјалната заштита која што ги следува согласно дијагнозата и согласно палиативниот третман. До сега пријатно сме изненадени колку веќе почнува лека полека да се развива општествената свест и да се буди онаа хумана нитка кај нашите сограѓани, па прашуваат каде тоа ние можеме да се обучиме и кога веќе тој период ни останува во домашни услови да го спроведеме палиативниот третман, самите да поминеме некоја основна обука за да можеме ние да му пружиме подршка и помош, што ќе каже дека патронажната служба која што постои и која што функционира во нашава земја не може да одговори на барањата на овие пациенти. Тука исто така мора да истакнеме за да стекне гледачеве целосна слика колку е голем бројот на овие пациенти. 2022 кога ние ја формиравме невадината и кога почнавме со работа ги следевме податоците од Институтот за јавно здравје. Податоците беа следниве: имаше 4200 нови случаеви на малигни неоплазми кои што најчесто завршуваат како палиативни пациенти. Пазете, ова е бројка на годишно ниво. Наредната година веќе бројката се зголеми на 5200, за сега веќе последната бројка да покажува дека имаме 7400 нови случаеви. Еден рапиден раст, така и во светски рамки, ние не сме исклучок, но затоа баш преку развојот на вакви социјални сервиси, баш преку менување на општествената свест, преку поддршката за јавната здравствена установа специјализирана болница за геријатриска и палиативна медицина во однос на капацитетот, во однос на ресурсите со кои што располага, само така како едно општество можеме целисходно да одговориме на сите барања на нашите палиативни пациенти. Според ова што го кажавте дека практично оние кои што се јавуваат на вашата отворена линија ги упатувате на кое место да побараат помош за соодветниот проблем со кој што се соочуваат, тоа всушност и потврдува дека нам ни е потребна стратегија за геријатриската популација, затоа што не можете само да се насочите кон еден сегмент, тука треба да бидат вклучени повеќе институции, генерално целото општество, за да може на вистинскиот начин да се делува и да им се помогне на палиативните пациенти и нивните семејства. Баш така, една од основните задачи кои што ги поставивме и кои што е влезена и во нашиот статут е тоа. Македонија е една од ретките земји која што нема собствена национална стратегија, сега повеќе ќе зборувам за палиативните пациенти бидејќи сум представник на такво здружение, исто и за геријатријата, но во однос на палиативата убаво е да имаме една национална стратегија, убаво е да ги зголемиме своите капацитети, убаво е да ги следиме бројките и соодветно нив да направиме регионализација, да направиме регионални центри, да ги изјакнеме социјалните сервиси кои што постојат или да размислуваме за отварање на нови. Сето тоа ќе доведе до тоа да исто така нешто на што мора да работиме и на што ние се посветуваме од Палиум е спроведување на јавни кампањи. Само со спроведување на јавни кампањи кај што ќе успееме да подигнеме јавната свест и кај што ќе успееме да ги упатиме на превентивни прегледи нашите сограѓани, колку побрзо и полесно не дај Боже се воспостави дијагнозата, толку е полесен третманот и процентот на излеченост е многу поголем. Убаво кажавте, значи стратегија не може да направи нити една институција сама за себе, нити една невладина организација, туку треба сите чинители заедно на една маса, дали тоа ќе биде трибина, дали ќе биде работна средба, но заедно со Министерството за здравство, со Министерството за социјална политика, демографија и млади, граѓанскиот и невладиниот сектор, заедно со останатите институции, да седнат секој да даде свое видување и така мултисекторски да се изработи една национална стратегија за палиатива која што ни е преко потребна. Сега од вашето 4 годишно работење, искуството и координацијата со другите институции кои што треба директно да се вклучат нели во изработување на таа стратегија, каков е повратниот одговор? Има ли интереси, докаде се подготовките за да се направи нешто такво? Бидејќи заостануваме, рековте. Апсолутно, да. Ни фали едноставно, ја немаме. Значи,
Морам да кажам, за овие 4 години... Дури можеме да упатиме и критики. Не би рекол дека е критика, само малку поголем ангажман. Одлично го поставивте прашањето. Имаме одлични контакти и комуникации. Така. Ние сме, да речеме, единствената невладина организација која што го обележува во Македонија денот на хоспис и палиативната грижа. Тоа е меѓународен ден кој што се прославува секоја втора сабота, така имаат замислено организаторите, се обележува секоја втора сабота во октомври. Најчесто нашите средби ги организираме во граѓански ресурсен центар во центарот на Скопје со своји постери, со јавно мото кое што секогаш е наменето кон нашите сограѓани за гревање на јавната свест, и најчесто на тие средби доаѓаат и представници од Министерството за здравство, од Фондот за здравствено осигурување, Министерството за социјална политика, демографија и млади. Ние како професионалци, како луѓе кои што долго години работиме во оваа бранша, се знаеме, контактираме меѓу себе, пак ќе кажам, уживаме доверба и поддршка, да речеме, и на некој начин менторирање од Светската здравствена организација. Делегацијата на Европска унија во последен период е доста активна, бидејќи имаат исто така овој проблем, да речеме, тренд на зголемување на палиативните пациенти и во светски рамки, односно во европски рамки. Така да со нивна помош и поддршка, пак ќе кажам, можеби ни фали малку подобра организација. Ние како невладина организација го даваме својот максимум. Сигурен сум дека ако тоа го сторат и останатите чинители, дека многу брзо и лесно ќе можеме да седнеме на заедничка маса и што побрзо да донесеме таа национална стратегија за палиатива, која што ни е потребна. Така, реалната состојба во државата говори дека во неколку градови низ земјава имаме палиативни оддели во болниците кои што можат нели да ги згрижат, да им помогнат на пациентите, да им дадат поддршка ними нивните семејства, меѓутоа во поголем дел од градовите воопшто нема палиативни одделенија, потребата од нив од ден на ден се зголемува. Затоа велам, и треба да еден од моментите кои што го направија западните земји е моментот на децентрализација. Значи да не бидат само два големи центри како што видовме Скопје и Битола, туку баш така секоја населено место, секоја болница треба да има определен број на болнички легва за палиативни пациенти. Од друга страна исто така на запад веќе не е тоа ништо ново, но туку е баш еден пример на добра пракса кај што функционираат социјалните сервиси. Социјални сервиси кои што како нашата невладина ќе пружаат низ услуги кои што можат и кои што се обучени и имаат свој кадар и квалитет да ги понудат за своите палиативни сограѓани. Верувате, во помалите места е многу полесно да се работи. Се тоа е некако многу поблизу, подостапно, факторот време во прилог и ред други работи. Пак ќе нагласам, наше гледање за овие 4 години директно вклучено во работата и долги години во самиот здравствен систем е дека само ни фали една малку подобра организација. Инаку ресурси и капацитети верувам дека имаме. Сега, откако кажавме што ни недостасува и што треба да се направи, да се вратиме на она што во моментот сепак функционира, тоа е вашата отворена линија за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства. Па, ајде, споделете уште малку дел од вашите искуства согласно вашето 4-месечно работење со оваа отворена линија. Од моментот кога нашите сограѓани ќе свртат и ќе се вклучи говорната порака која што им потврдува дека се наоѓаат на линијата за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства, се јавува нашиот оператор кој што по стандардизиран прашаник ги поставува прашањата, односно се впушта во комуникација со нив за да ги слушне нивните желби, потреби и барања. Пак ќе речем, поделени се на 3 сета. Нас не интересира првично општата здравствена состојба на самиот пациент, не интересира од што тие имаат потреба според нивното видување и се разбира понудуваме дел од нашите помагала, од нашата база на ортопедски помагала која што служи за поддршка во домот и на крајот им објаснуваме, односно доколку имаат потреба им објаснуваме постапката за аплицирање на некои од правата на социјалната заштита. Нивните искажувања за овие 4 месеци се многу позитивни. Работиме една сензитивна материја, но пред се сме емотивна поддршка во едни тешки моменти за секое семејство и она што мислам дека ни недостасува во нашиот систем е, веќе цитираме еден наш корисник на линијата кој што после подолго време за жал се јави да извести дека неговиот близок починал, но вели ние цело време разговаравме со вас и немавме чувство дека ви се жалиме, него имавме чувство дека ви се јавуваме затоа што имаме доверба во вас. И ја добиваат потребната поддршка. Така.
и ја што е ценат. најважно. Така да, мислам дека како општество веќе полека надминуваме некои предрасуди од минатото, дека стануваме свесни дека мораме да си дадеме поддршка, дека мораме тоа да биде во една организирана форма и нашите луѓе, нашите сограѓани знаат да го ценат тоа. И сега тука ќе кажам, не прашавте за проектите кои што ги работи Палиум. Значи некако од почетокот тргнавме многу повеќе и на самите повици, но и многу повеќе добивавме поддршка од меѓународни организации. Работевме проекти со УСАИД, работевме проекти со делегацијата на Европска унија, работевме проекти помали проекти со некој. Таа е добра поддршка во смисол на тоа да се направи, да се согледаат и преземат искуството од развиените земји, да може сето тоа кај нас да се примени успешно. Баш тоа сакам да го кажам, да, бидејќи тие ги имаат оние примери на добра пракса од кои што ние може само да учиме и се разбира да се обидеме да ги адаптираме и да ги реализираме во наши услови, но она што приметивме последните 2 години, од кога активно почнавме да соработуваме и со Конектно и со други добротворни организации во Македонија, дека лека полека се зголемува и јавната свеска и нас, па веќе се развива и филантропијата. Луѓето позитивно реагираат кога ќе слушнат што работиме и прашуваат кој е начинот или што е формата во која што ние можеме на вас да ви помогнеме како невладина организација. Како невладина организација која што постои веќе 4 години, значи обстојуваме, едноставно луѓето не чувствуваат за блиски. Луѓето чувствуваат дека можат да не побараат, дека можат да имаат доверба во нас и во момент кога ќе воспоставиме соработка, едноставно да ги уживаат благодетите од таа соработка. Низат успешни проекти и активности кои што ги имате за овие речиси 4 години откако работите, практично се потврдуваат дека се потребни, затоа што малку ни се оние еден ден во годината од одбележување, нели, палијативна нега, поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства. Треба континуирано да се работи и да се зборува на оваа тема и да се запознаат што е можно повеќе луѓето, и оние што немаат, но и оние што имаат проблеми, а не знаат каде да се обратат. А од друга страна, во исто време пак ја подигнувате свеста и на надлежните институции и целото општество за, нели, согледување на овој проблем и зголемувањето на можностите кои што можат да допринесат за подобрување на состојбата. Баш така, за таа цел е активна нашата страна Palium со dvela.mk, многу едноставно и лесно. Исто така споделивме и дел од фотографиите од наши активности и се разбира нашите два профила на Facebook и на Instagram, каде што редовно известуваме за сите наши активности и најчест и наједноставен начин за комуникација во денешно време, освен линијата за телефонски јавување, ни се и профилите на Facebook и на Instagram заедно со нашата веб страна на која што може да ги добијат сите потребни информации, да видат кои сме ние и да видат што работиме преку слика и видеа од нашите проекти и активности. Покрај тоа што сте отворени за граѓаните и сите оние кои што имаат потреба од вашата поддршка, на крајот од разговорот која ќе биде вашата порака до граѓаните, но и до надлежните институции и сите оние кои што можат активно да се вклучат и да ви помогнат во вашето работење? Едноставно е, значи, ја кажав нашата веб страна palium.mk, кај што може да ни пишат, кај што може да се јават на телефоните од линијата за поддршка на палијативни пациенти и се разбира поддршка до порака до надлежните институции, значи да, убаво кажавте, обележувањето на денови од социјалниот или медицинскиот здравствениот календар нека бидат само денови кај што на кратко само ќе застанеме со својата работа, ќе видиме што сме сработиле и ќе погледнеме напред во идината да видиме уште што треба да направиме за Македонија, да направиме едно подобро место за живење и за похуман и подостоинствен третман, без разлика дали за палијативните пациенти, дали за старите луѓе, воопшто за сите целни групи. Само така е начинот како што можеме да изградиме едно похумано и подостоинствено општество. И пред се да бидеме општество кое што ќе има емпатија за старите лица и сите треба да знаеме дека ќе дојдеме и ние во нашиот животен век до години кога што ќе ни биде потребно поддршка за да можеме достоинствено да ги изживееме и тие години, последни години од нашиот живот. Можеби не звучи убаво, можеби малку е тешка тема, но тоа е составен дел од животот. Нашиот народ знае да каже убаво е да дочекате старост. Ете така. Но достоинствено да ја поминете. Тоа зависи од сите нас. Така, ви благодарам многу за гостувањето и посакувам успешна работа и уште долги години да ја унапредувате вашата работа и да помагате на што е можно повеќе пациенти и нивните семејства на кои што им е потребна палијативна нега.
Благодарен за поканата, благодарност до Македонската радио и телевизија која што секогаш е тука за нас и преку која што како национална куќа можеме да ги известиме нашите сограѓани за сите наши активности и поддршката која што ја добиваме. Ми беше задоволство.